Осетен тренд на намалување на бројот на запишани правачиња е регистриран во сите општини во источниот регион од државата и тој просечно се движи меѓу 15 и 20%. Во помалите општини процентот е нешто повисок, иако и во поголемите бројката станува загрижувачка. Доволен пример е случајот со Кочани, каде за 2 години намалувањето изнесува 27%, односно од 370 новозапишани правачиња во 2015-та, бројот се симна на 270 оваа година. Малото покачување пред 3 години беше само искра надеж, оти можеби состојбата се подобрува, иако реално таа е со негативен тренд скоро цела деценија. Тогаш првиот човек на општината дури оцени оти состојбата не била катастрофална, споредувајќи ја со соседните општини. За ваша информација и за пошироката јавност, сакам да ви кажам дека намалувањето на деца за оваа година е се на се со 20, меѓутоа ние имаме зголемување у претходните 2 години. Учебната 2012-2013 ги зголемивме за 11, 2013-2014 ги зголемивме дури за 65. Така да, споредено со претходниот период. Така да, Кочани сепак, иако го така представуваат, не е катастрофално лоша состојба како што се некои други градови. Сепак, проценките на Димитровски се покажаа како неточни во практика, со оглед што од наесен во училишните клупи за прв пат ќе седнат 60 дечиња помалку во однос на претходната учебна година. Тоа е и главната причина што наместо со намалување на бројот на паралелките, училиштата проблемот го решаваат со намалување на бројот на ученици во паралелка. Па така, минимумот што пред околу една деценија беше 22, сега се симна под 15 ученици. Од Министерството за образование рекоа дека неопходни се реформи, иако засега ќе остане општо прифатената практика. Паралелно со намалувањето на бројот на предметите, ќе одат и одлуки за намалување на бројот на ученици во паралелките, со цел да не се појави вишок на наставници, но исто така и полесно да се остварува образовната дејност во училиштата. Намалувањето на бројот на правачињата во некои училишта во Кочани, например, реално бара формирање на една, односно најмногу 2 паралелки во прво одделение. Таков е случајот со основното училиште Никола Карев, каде се запишаа само 25 нови ученици. Слично е и во основното училиште во Оризари, а засега најголем број, 95, се деца што ќе го започнат своето образование во основното училиште Свети Кирил и Методи. Иселувањето во странство на младите брачни парови, како и намалениот наталитет, се главните фактори што влијаат врз опаѓањето на бројот на правачињата.